Импозантната долина на реката Радика е една од најдлабоките и најживописните клисури во Социјалистичка република Македонија. Позната е по своето богатство и разноврсност на релјефни форми. Наоѓајќи се меѓу широкото плато на Бистра планина, чија северна страна стрмно, а наместа дури вертикално се спушта во самата долина, и остро издвоените форми на планината Кораб, долината на Радика представува реткост на Балканскиот полуостров. Реткост поради застапеноста на такви морфотектонски форми и облици, кои со својата убавина и неповторливост го воскитуваат секој минувач низ овој крај и уште го тераат на повторно навраќање, на повторна средба со нив. И при секоја нова средба, оваа долина се доживува поинаку, поубаво. А ни се чини само поради тоа што влијанието на човекот, за разлика од другите области во Македонија, овде не се чувствува. Долината ја зачувала својата природна состојба. Девствена е. Инаку, долината на Радика се простира во Западна Македонија, таму каде што се протегаат највисоките планини во нашата република – Кораб, Бистра, Крчин и Стогово. Од кога ќе го напушти кањонот Барич, долината на Радика се проширува. Кон југ, на десната долинска страна, се јавуваат повеќе речни тераси на кои се наоѓаат скоро сите селски населби од долнореканскиот крај. Еве ја првата. Се вика Жировница или доскоро Жерноница. Лежи на дното на долинката низ која минува Жерноничка река, инаку десна притока на Радика. Селото е од збиен карактер, густо населено, со постојана изградба на живеалишта.
На средна речна терасеста рамнина под планината Крчин е сместено селото Требиште. Доста е ново. Пред околу 300 години било распослано веднаш покрај брегот на Радика и се викало Ореово. Еднаш, минувајќи јаничари, го уништиле, та морало да се пресели високо во планината. Но таму требало да се расчисти или да се истреби шумата. Оттаму и името Требиште. Манастирот Свети Јован Бигорски во ова село имал свој имот. Може би затоа селаните од Требиште овој манастир го сметаат за свој. Така и го викаат Требишки манастир. Кога патувате по текот на реката Радика, секој пат ве очекуваат изненадувања во глетката на пејсажот. И независно од тоа дали патувате на пролет, кога будењето на природата овде е највидливо, или пак на есен, кога спектарот на боите од билната и шумска вегетација е неброен, секој пат имате чувство дека она што го гледате е за прв пат видено, дека е неповторливо, дека е невидено. И така, додека сме загледани во пенливите вални на продзирноцината вода, што ги мие камењата довлечкани и раштркани по коритото на реката, така да се рече од ненадеж, погледот наш е вкопан во еден стар културно-историски споменик, што ја надополнува дивината на реката и убавината на пейсажот. Го гледаме манастирот Свети Јован Бигорски, изграден од левата страна на реката Радика, веднаш во подножјето на еден од разграноците на планината Бистра. И пред да влеземе во кругот на манастирот, ве покануваме, како што тоа го сторивме и ние, да го погледнете од спротивната страна на реката, поточно од една височинка под селото Требиште, од која како на дланка се гледаат многу села од долна река. Под планината, среде бујна шумска вегетација, црквата и манастирските конаци изгледаат како замок од бајките. Но да одиме поред, да ја прелистаме неговата историја. Преданието, а и досега објавената литература, основањето на манастирот со неговата црква, временски го поместуваат во 11 век. Едно предание што го забележал светогорскиот монах и зограф Теофил во 1831 година, вели дека на местото каде што една чудотворна икона без покрив под отворено небо на една бигорска карпа останала 33 години е изградена мала црква. Ова е таа икона, датира од 17 век и е несомнен доказ за постоење на стара црква. Лоцирана на источната страна од манастирскиот комплекс, црквата што е изградена во 1800 година представува главен мотив на манастирот. Формирањето на манастирскиот комплекс, што ги опфаќа конаците,
Коскарницата, чешмата и другите економски придружни објекти одело по овој редослед. Најпрвен е изграден горниот палат, стариот конак, во 1814 година. Како што се гледа, тоа е еден од најпредставителните и функционални објекти. Има приземје и 2 ката, свртене со поглед кон дворот на манастирот. Заради нивото на земјиштето, приземјето е издигнато. Во него се сместени економски простории. Големата магерница, манастирска кујна, и бачилницата. Да ги прошетаме и 2 ката. На нив се наоѓаат ќелии за монаси и игуменот, како и просторија за книгодарилница, библиотека. Работен во духовно сродство со старата македонска градска архитектура, стариот конак представува ретко успешно остварен ритам на хармонија и пропорции. Градењето на манастирскиот комплекс трае скоро 2 децении и веднаш по завршувањето на стариот конак во 1814 година се подигаат нови објекти. Машката и долна женска трапезарија, 2 пространи одаи, 2 пекарници, житница и чардак. Со осет за мерка, но и големо чувство за убавина, збогаден е ентериерот на машката трапезарија со резбани тавани и исти такви елементи на прозорците. И сите придружни објекти се со отворени видици во 2 правца. Кон дворот на манастирот и кон широката панорама на Крчин и реката Радика. И не чуди верувањето на луѓето од овој крај, дека Крчин е стара и света планина, како и добронамерното колнење, да остарееш како Крчин. Јужно од црквата, во 1827 година, е изградена Коскарница. Тоа е гробница иззидана од делкан зелен камен. Со посредство на телевизиската камера за момент да влеземе и во манастирската црква. Таа поседува живопис од повеќе автори што работеле во различни временски периоди.
Од кога во 1800 година била готова градбата на црквата, биле преземени мерки за што подостоинствено да биде украсена. Во 19. век на христијанското население му било забранувано да ги украсува светилиштата однадвор. Затоа тие со особен интерес го чинеле тоа одвнатре. Изборот на зографот, чие име се уште не е познато, не бил случаен. Тој сигурно припаѓал на генерацијата школувани зографи што примале поуки од византиската уметност. Во третата деценија од минатиот век, за изведување на сликарските работи од новиот иконостас, биле поканети зографите Михаил, неговиот син Димитрија и неговиот брат Никола. Михаил, како зограф, е вистински мајстор на својот занает. Тоа најубаво може да се заклучи ако се гледаат престолните икони во црквата. Неговиот пак син Димитрije, подучуван од својот татко, израснал во угледен зограф и со зрелоста на своите настојувања и дава печат на својата уметничка индивидуалност. Делото на овие двајца зографи, татко и син, успешно го продолжил Димитар Дичо Крстев, зограф роден во блиското мијачко село Тресонче. И пак за момент да се вратиме во големата трпезариска сала, најголема од таков вид во Македонија, за да ги погледаме ктиторските портрети на Арсенија и Хаджи Серафим и Грегори, митрополитот Мелетије, јеромонахот Теодосије и игуменот Јоаким, работени од зографите што ги споменавме. И додека камерата ги следи овие портрети и ентериерот на трпезаријата, да го кажеме и тоа дека овој манастир не бил само место за молење, туку и стража за зачувување на македонската националност, особено изразена преку мијаците. Овде, низ овој манастир, минале Кирил Пејчиновиќ, Јоаким Крчовски, архимандритот Анатолиј Зографски и многубројни други непознати учени. Триесет семејства со околу 300 жители во една ноќ на 1843 година овде во манастирот Свети Јован Бигорски, претходно присилно потурчени, со покрстување се вратени во христијанска вера. За време на Илинденското востание во овој манастир начело бил игуменот Партеније. Тој и неговите монаси им биле на услуга на Галичко-Реканскиот револуционерен комитет. Манастирот не само што служел како собиралиште на видни револуционерни дејци, току во исто време бил и склад за оружје како и работилница за поправка. Овде, во предвечерието на Илинден, двајца монаси излеале 2 топа кои со помош на организирани галичани биле пренесени преку планината Бистра во селото Душегубица, Кичевско. Со плотуни од тие 2 топа, ноќта спроти Илинден било разгласено Илинденското востание во Копачијата. Од богатото уметничко наследство, што е сместено во манастирот Свети Јован Бигорски, ја издвојуваме на прво место резбата во дрво, овековечена од прочуените мијаци копаничари Петре Филиповиќ и неговиот брат Марко, родени во село Гари, како и Макарije Фрчковски, роден во село Галичник. И тројцата како автори на иконостасот ги оставиле своите ликови на еден дел од него. Идеен творец на иконостасот е Петре Гарката. Очигледно тоа е неговото монументално дело. За името на Петре Гарката се вели дека високо се издига меѓу имињата на македонските мајстори резбари. Тој е скулптор на дрво
i je nadaren so redo kuse za plastika. I na vistina. Tvорештвото што го оставиле овде мијачките копаничари представува извонредно уметничко остварување. Во филигранска изработка на орнаментика се употребени растителни и зооморфни мотиви, меѓу кои се вклопени и човечки фигури. Не само поединечно, туку и композиционо со теми од Библијата. Вредноста на манастирот Свети Јован Бигорски, гордоста на нашата архитектура, фреско-живописот и особено иконостасот, доказ за опстувањето наше низ вековите, е се огледано уште одамна. За среќа на генерациите што идат. Не можеме да го одминеме селото Битуше, што е во непосредна близина на манастирот Свети Јован Бигорски, од проста причина што само уште овде, во ова село, на верскиот празник Водици, се негува и се одржува еден верски обичај, што во минатото бил застапен и се изведувал во сите мијачки села. Но за тоа подоцна, а сега нешто за селото. Сместено е на висока терасеста рамнина, веднаш под планината Крчин. Битушани се надалеку познати како најдобри мајстори фасадери во мијачкиот крај. По предание селото е доста старо. Еднаш страдало и од чума. Сите селани побегнале в планина. Никој не сакал да се врати во селото. По совет на најстариот селанец, предскажен Насоне, целото село било преорано со 2 јуници, пошто болеста била искоренета, а селото спасено. Поодна пред строго одреден ред, 4 семејства од селото на верскиот празник Свети Јован или Водици слават. 2 семејства го испраќаат крстот, кај нив тој бил на чување 1 година. Тоа се стари кумови. 2 нови семејства, кај кои ќе остане крстот наредната година, се нови кумови. И едните и другите се подготвуваат за настанот. И старите и новите кумови праќаат низ селото Зовачка, која има задача со карта претходно добро накитена да ги покани сите семејства од селото на испраќање, односно на пречекување на крстот. Добар ден, да дојдете на праќање кума. Ајде, да помогнат, да помагат. Да дојдете на праќање кума. Ај пак на свабди. Ајде се, долагајте се.
Kanenjeto se vrši den pred vodici i treba da završi do 10 časoti zutrina. Dobar den. Da dođete na vraćanje kumova. Na pomoć da vi je. Na pomoć da vi veće, da vi pomogate. Nosite da pomogate. Gore сега. Gore? Ajde, kacite se gore, ma. Za to vreme i starite i novite kumovi vršat poslednji podgotovki. Особено испраќачите, кои подготвуваат вечера и церемонија врзување на крстот со конци. Вака врзан, крстот ноќта треба да ја мине во манастирот Свети Јован Бигорски. Водици, 19. јануари. На одредено место во селската река се фрла крстот. А потоа настапува главната церемонија. Средовечни жени, млади невести и девојки, сите одред облечени во мијачка носија, со табли над глава во кои има погачи, со песна се упатуваат кон селската црква. Најнапред, старите кумови ќе одиграат неколку круга пред селската црква. Ќе ја покажат сета убавина на младите невести и девојки и сиот раскош на прекрасната мијачка женска носија. И ќе испеат да им е куќа силна весела, да им е село силно весело. Додека женскиот свет од старите кумови игра пред црквата, исто таков женски свет од невести и девојки чека да ја покаже својата убавина, своето богатство и раскош и да го изигра церемонијалното оро со ороводната песна. Селото е полно со народ, што ќе продолжи да се весели во текот на целиот ден. Да игра, да пее и да наздравува. Да им е куќа силно весела, да им е село силно весело.